Нуваат реакциите по случувањата викендов во Битола и по отворањето на културниот центар Иван Михајлов. Во продолжение следниве 20 на минути во Македонија наутро анализираме на тема македонско-бугарски односи, како понатаму, после последните случувања. Добро утро за нашиот гостин, Благојче Атанасовски, аналитичар, политиколог. Добро утро и добре не дојде. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до гледачите. Се уште не се спласнати емоциите, би кажал, од тоа што се случуваше викендов во Битола. Јавноста се уште си баран или изнесува своји мислења и своји коментари. Благојче, затоа ја правиме денешнава анализа. Почнувам со првото прашање: дали е прекршен договорот за добрососедство после тоа што го видовме во саботата? Па лично сметам дека не само што е прекршен, туку од моментот на потпишување на така наречениот договор за добрососедство и пријателство помеѓу Македонија и Бугарија, во духот на неговото име, воопшто не беше почитуван, бидејќи ние во изминативе 2-2,5 години од моментот кога е потпишан договорот, следуваше официализирање на бугарско вето и блокада на почетокот на нашите евроинтеграции. Втора работа, да не говорам за претходната владеачка гарнитура предводена од премиерот, поранешниот премиер Бојко Борисов и неговиот коалициски партнер, кој дава изјави во однос на нивното поимање и толкување на македонската историја и се тоа што значи атрибут македонски јазик, идентитет, иминото и историски процеси. Тоа се беше само во најмала рака, не беше во духот на добрососедството. Од тој аспект тој бил многу пати прекршуван, но и во изминатиот период јас и покрај тоа што многу пати сум напоменувал дека новоизбраниот бугарски премиер Кирил Петков и покрај тоа што има некоја помека дипломатска реторика, има тонови на добрососедство, гледаме дека целокупната општествена, политичка, па и особено медиумска сцена и милје во Бугарија апсолутно не оди кон подобрување на севкупните македонско-бугарски односи во духот на тој договор за добрососедство и пријателство кој е потпишан пред веќе скоро 5 години на 2 август во 2017 година, со кој требаше едноставно ние да ги уредиме односите и конечно Македонија да ги почне своите преговори со Европската Унија. Едноставно во тој договор за добрососедство и пријателство се алудираше на тоа не само ние да бидеме оптоварени со национално-историските процеси, револуционерни дејци, ликови дела, туку апсолутно да отвориме многу мостови на соработка пред се во полето на економско-стопанската соработка, подобрување на инфраструктурните врски, културата, образованието, медиумите, универзитетот и така натаму. Гледаме дека сето тоа воопшто не е ставено ни на дневен ред, односно цело време се злоупотребуваат тие историско-национални тешки прашања кои ги обременуваат нашите две држави и две општества. Со оглед на изјавите кои што доаѓаат пред се од нивни високи политичари кои што партиципираат во власта, не можам да се служам со дипломатски речник, туку морам да кажам како обичен човек, јавноста и со право е на еден начин и разочарана, но и гневна на сето тоа што се случува и што мора да го абсорбира како информации на дневно ниво. Затоа се поставува прашањето како понатаму, ако еднострано гледаме на овие случувања кои што можеби некои од граѓаните ги сваќаат и како провокација и испитување на јавното мнение во Македонија тука. Па апсолутно се провокација од проста причина што многу пати сум напоменал, особено по официализирањето на ветото, гледаме дека бугарите дефинитивно како да не сакаат апсолутно да го решат условно кажано проблемот или спорот кој тие велат дека постои, односно апсолутно сметам дека во иднина на дворешната бугарска официјална дипломатска политика ќе оди во насока на постојано ставање на нови вето, односно продолжување на блокадата на Македонија кон нејзиниот евроинтегративен пат. Јас тоа што се случи во саботата во Битола, многу пати сум велел дека секогаш кога во некој даден момент геополитичките околности ќе предизвикаат, условно кажано, заинтересирано за притискање за решавање на овој проблем, односно алудирам тука на изјавата на актуелната министерка за надворешни работи на Германија, на Лена Бербок, која со актуелната министерка за надворешни работи на Бугарија, Теодора Генчовска, даде изјава дека во јуни Македонија и Албанија треба да ги почнат преговорите. Потоа тоа имаше огромен одек во јавноста, политичката, општествената и медиумска во Бугарија, па затоа тука сметам дека не случајно во овој даден момент се случи ово отварање на така наречениот контроверзен
клуб Иван со контроверзно име Иван Михајлов во Битола, за да точно се знаеше какви ќе бидат реакциите и во нашата македонска, општествена, граѓанска, политички, медиумска јавност, но и во бугарската, и сега тие тоа ќе го злоупотребуваат дека ние едноставно сме држава која не почитува човекови право, односно се буни и негодува на македонски граѓани да отвораат здружени и клубови, и тоа не е во духот на добрососедските европски односи, односно кажувам тие како тоа ќе го представат пред, да речеме, европските партнери и сојузници, но јас многу пати морам да напоменам дека и во мои колумни, интервјуа и изјави цело време велам дека така наречениот македонско-бугарски спор едноставно е воден и управуван од повисоки центри на моќ кои апсолутно имаат за интерес Македонија да биде блокирана на патот кон Европската унија, односно Македонија и понатаму да биде во чекалницата на Европската унија и да не стане полноправна членка на Европската унија, заедно со Албанија и преостанатите неколку земји од Западниот Балкан, едноставно да бидат се уште пред дворието на Европската унија и тука да се испреплетуваат интересите на повеќе големи европски и светски сили, така што сметам дека овој емоционално, културолошки, па ја го велам и психолошки момент на наш спор со Бугарија во однос пред се на поимањето на минатото, историјата, културата, идентитетот и јазикот, апсолутно и во бугарското општество и во нашето општество ќе биде едноставно многу и многу проблематизиран и ќе биде многу тешко да се најде едно ефикасно, ефективно, целенасочено, трајно решение кое ќе ги уреди односите помеѓу нашите две држави и општества во децениите што следат, бидејќи ќе гледаме дека вакви, условно кажано, контроверзни испади и провокации, како што се случи во саботата во Битола, ќе има многу и, за жал, тоа апсолутно ќе предизвикува вакви негативни реакции во нашето општество. Каква разврска можеме да очекуваме? Ете, ги знаеме проблемите, разговараме за нив, анализираме за нив, гледаме што се случува и од двете страни, не само од бугарската, Европска унија, молк од саботата. Тоа е најголемата, тоа е најголемата трагедија, бидејќи самата Европска унија како да покажува тотална незаинтересираност за решавање, односно тргнување на бугарското официјално вето кон нашите евроинтеграции. Од друга страна гледаме и некои, ја би рекол, дури потценувачки изјави на високи европски челници, како што беше пред неколку недели изјавата на високиот европски представник за надворешна и безбедносна политика Жозеп Борел, кој кога го праша дали Македонија во јуни конечно ќе ги почне преговорите, односно ќе добија датум за преговори, кој јас многу пати сум напоменувал дека ние 16 години чекаме за добивање на датум за преговори со Европската унија од нашето официјално станување на земја кандидат за член во Европската унија. Таков пример во изминативе 70 години постоење на Европската унија и интеграција на поранешни на актуелни земји членки кои порано низ процес на евроинтеграција се зачленувале да станат полноправни членки во Европската унија, немало таков пример, бидејќи вие од моментот на почнување на преговорите до затварање ви треба од 7 до 10 години. Ние во нашиот европреговарачки процес чекаме 16 години да ги почнеме преговорите, а врз база на тоа го сменивме и уставното име за севкупна употреба, морам тука да напоменам пред македонската јавност, кога тогашната поранешна германска канцеларка Ангела Меркел беше за прв пат во официјална посета на Скопје пред промена на уставното име, каде што јавно ни кажа дека тоа треба и им порача на македонските граѓани да го направат во име на нивната подобра европски и евроатлантски иднина. Видовме дека станавме само полноправна земја членка на НАТО, на Европската унија не, следуваше француско вето, следуваше неколку последователни бугарски вета и затоа апсолутно македонските граѓани и се разочарени, и се бесни, и се гневни, затоа расте евроскептицизмот и понатаму ќе расте, токму поради тоа што вие го велите, тотално молкот и незаинтересираноста на Европската унија едноставно да се вмеша и да ја вразуми својата неразумна земја членка како што е Бугарија, бидејќи многу пати сум велел, тоа бугарско вето кон нашите евроинтеграции е вето и кон Албанија, односно нашиот западен сосед ни криви ни должни, тие трпат од ветото. Ја видовме изјавата на албанскиот премиер Еди Рама кој кажа дека доколку до јуни не се најде решение помеѓу Македонија и Бугарија, Албанија ќе бара одвојување на почетокот на процесот за преговори со Европската унија, но за жал
Јас исто така многу пати сум велел за решавање на вакви тешки балкански прашања, каде што ние на Балканскиот полуостров, нациите, државите и народите сме емоционално оптоварени со нашата историја, апсолутно не може да дојде преку еден преговарачки процес помеѓу Македонија и Бугарија, бидејќи ние имаме диаметрално спротивни ставови и гледишта. Мислам дека ќе биде потребно тешко дипломатско вмешување на американската надворешна дипломатија и политика која во јавноста е позната како булдожер дипломатија, за да конечно официјална Софија и официјално Скопје седнат и ги испеглаат, така да кажем, ги уредат своите односи, бидејќи блокадата на Македонија и на Албанија многу аналитичари ја ставаат во контекст и на безбедносен проблем во визави апропо воената агресија на Русија во Украина, бидејќи велат дека доколку земјите од Западниот Балкан и понатаму останат надвор од безбедносниот економско-политички чадор на Европската Унија, тоа ќе представува во иднина некоја сериозна закана за дестабилизација на поширокиот регион на Западниот Балкан, бидејќи знаеме дека и Западниот Балкан е нарекуван буре барут, бидејќи пред 2-3 децени туку имаше крвави дејствија кои сега ние ги гледаме дека се случуваат на источните граници на европскиот континент. Можеме ли малку подоцна и во контекст на темава сакам да ја вметнеме и Србија, меѓутоа имам едно прашање, слушајќи те внимателно, пред 2 години немавме вето од Бугарија, туку Холандија имаше вето на Албанија, не, пред ветото на Франција. Чинам дека тогаш имавме зелено светло, сакам да кажам, од Бугарија, проблематична беше Албанија. Не може тоа дипломатски да се искористи како сега настануваат проблемите, а пред 2 години ги немавме тие проблеми со Бугарија, некако да се најде на тој начин дипломатско решение, или ги изгубивме веќе и сите тие надежи и се фативме во стапицата, ајде ќе кажем, на целиот овој дипломатски хаос, политички хаос. Тоа е трагедијата, многумина велат дека едноставно Бугарија само представува маша на повисоките интереси на поголеми земји и помокни земји членки на Европската Унија, односно, бидејќи самата Европска Унија веќе не знае како да го испере срамот во однос на нивното постојано ветување за европски иднина на пред се Македонија, Албанија и опрестанатите земји од Западниот Балкан. Од друга страна гледаме ние дека самата Европска Унија има влезено во еден целосен ќорсокак на идното ЕУ проширување. Хрватска е последна земја која стана полноправна членка на Унијата од 2013 година, само Србија и Црна Гора ги имаат отворено преговорите, но гледаме дека изјавите од Европската Унија се едно, дека им се ветува иднина на земјите од Западен Балкан, но на практика гледаме дека апсолутно тој процес е мртов, односно немаме никакво поместување. Апропо на тоа што го поставивте како прашање, алудирам и целам на тоа дека едноставно во коридорите на Брисел, помеѓу високите представници на тие земји, како што спомнавте, Холандија, тука ќе стам во контекст и Франција, можеби премолчано и Германија, едноставно имале премолчан договор меѓу нив за да се проблематизира отварањето на преговорите на прво Албанија, на тоа во контекст е ставена и Македонија, бидејќи од самата Европска Унија не знам по кои причини не ставаат во пакет Македонија и Албанија да ги почнат преговорите, и кога веќе тие нема едноставно европски образ, европско лице, постојано да измислуваат нови и нови причини зошто да не се почнат преговорите, од нигде никаде како гром од ведро небо и покрај подпишувањето на договорот за добро соседство и покрај добронамерните изјави на поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов, тој го потреби инструментот вето и од тука натаму работите за земаат друг курс, катастрофален по нашата Европска Унија, по европската на Западниот Балкан, вклучително и на нашиот западен сосед Албанија, но катастрофална политика и по самата Европска Унија, бидејќи апсолутно, како што напоменав, го губат кредибилитетот и довербата на македонските граѓани, и гледаме дека по истражување на јавното мислење апсолутно расте евроскептицизмот, се намалува поддршката за членство во Европската Унија, а од друга страна расте поддршката за Русија како држава моќна на геополитичката карта, и едноставно тоа не е за изненадување, и мислам дека тоа е след, логичен след на сите тие случувања кои се случуваат во изминативе години. Но како само американската дипломатија да има интерес од решавање на ова, зошто Европска Унија не би ги сакала земјите од Западен Балкан, или зошто не би кажала
извинете, за сега не планираме проширување. Зошто целата оваа игра? На кого му одговара и на самата Европска унија одговара оваа игра? Како што напоменав во претходниот одговор на прашањето, Европската унија едноставно комплексен геополитички, економски клуб кој се состои од 27 земји членки кои имаат испреплетени односи. На Западниот Балкан му е ветена Европска иднина од Солунската агенда од 2003 година и сметам дека тоа е едноставно геополитички траекториски правец кој самите земји од Западниот Балкан се поставени на тие шини и после 20 години не само што е многу неумесно, туку ќе биде тоа геополитичко отклонување на траекторијата на тие земји, доколку Европската унија каже не ве сакаме, едноставно би им оставила вакуум простор на земјите, на политичките водства и раководства на граѓаните да одлучат дека доколку Европската унија не ги сака да бидат полноправни земји членки на самата Европска унија, тие да побараат партнери во меѓународниот свет, како што е спомнав Русија, Кина, да речеме Турција или многу помокни земји со кои политички, економски, воено би соработувале. Значи, Европската унија од една страна постојано ветува само некоја розова европска иднина за граѓаните на земјите од Западниот Балкан, но на практика гледаме дека таа воопшто не се остварува, а од друга страна дипломатски постојано ни се вели на сите граѓани на земјите од Западниот Балкан дека нашата иднина е во Европската унија, дека друг ни е алтернативен пат за геополитичко свртување надвор од рамките на безбедносниот економско-политичкиот чадор на Европската унија немаме, но како што напоменавте, американската администрација покрај тоа што САД нормално номинално не е дел и член на Европската унија, секогаш е многу позаинтересирана за решавање на таквите билатерални спорови и едноставно дипломатско буткање и туркање на процесот на евроинтеграција на тие земји од Западниот Балкан, за разлика од дипломатиите на најмокрите европски држави. Дори се добива впечаток дека и британската дипломатија, ако не е дел од Европска унија, дека е повеќе заинтересирана за стабилност на Западниот Балкан, отколку дел од државите на Европска унија. Имам уште 5 минути, навистина две важни прашања кои што сакам да ги проанализираме до крајот на ова твое гостување, Благојче. Првото во контекст на нашиот северен сосед, кога ќе се појават поголеми проблеми или провокации на тема македонско-бугарски односи, од друга страна ни доаѓаат информации од Србија, колку сме близок народ и тоа од последната изјава беше од председателот Вучич, дека македонците немаат поблизок народ од српскиот народ. Па, апсолутно сметам дека тоа е мощна мудра политика по однос на српските интереси во контекст на поширокиот регион на Западниот Балкан, бидејќи Србија прво е најголема земја, второ Србија била во заедничката држава поранешна Југославија со сите земји јужни кои граничи јужно од Србија. Едноставно, јас многу пати сум велел и сум напоменувал доколку Бугарија како држава и официјална политика сакаше да има успех во изминативе 30 години, требаше едноставно да ја примени и копира српската политика во однос на Македонија. Значи, србите покрај тоа што го условно кажано користат тој сентимент дека сме живееле 45 години во заедничката држава, гледаме како едноставно, дипломатски, умешно и тактички во изминативе 2-2,5 години српскиот претседател ги негуваше, условно кажано, односите со Македонија, давањето на вакцини, на пченица, оваа изјава која споменавте дека сме најблиски народ, дека единствено Србија од сите соседи на Македонија не проблематизира ниту историја, ниту идентитет, јазик или име на Македонија. И едноставно, црквата ја забораваме, но кажуваме дека тоа едноставно се црковно-канонски прашања кои апсолутно не соодветствуваат со државната политика на Србија. Едноставно тоа е многу умешна политика, бидејќи србите знаат и да го користат тој сентимент и на истражувањата на јавните мислења кај македонските граѓани апсолутно е таа теза негова точна, дека Србија ни е нас најдрагиот, најблискиот и сосед кој имаме најдобри чувства. Од друга страна, интересно е што бугарите
целата твоја фрустрации, национални историски комплекси кои ги имаат кон Македонија и кон така нареченото македонско национално прашање во Бугарија, едноставно велат вие сте просрпски ориентиран народ, вие сте народ пројугословенски, сомозоците се уште заостанати во времето на Тито, а не гледаат дека сето тоа го предизвикуваат апсолутно со нивната негаторски негативна политика кон емоционалниот сентимент на македонците. Може би гледаат, но тоа на некого му одговара да не се зборува или да не се анализира јавно. Затоа резултатите се такви какви што се. Благојче, на 2 минути до крајот на оваа анализа, можеме ли да извлечеме позитивен контекст? Ќе заглавиме ли следниве години во калта на овие македонско-бугарски односи, така да се изразам, или можеме да бидеме малку позитивни и надзираме некое решение? Јас сум пред се реалист, но за жал реалноста според мене е негативна, односно не можам да извлечам некој позитивен дискурс, гледајќи како се развиваат односите, се плашам и сметам дека ние може да заглавиме, вие како што рековте во калта, ја велам, во една дупка, како што беше заглавен македонско-грчкиот спор во изминативе 30 години пред неговото официјално решавање, кога американската надворешна булдожер политика се вклучи. Едноставно не сакам да поверувам дека во наредните децении ние ќе бидеме тотални оптоварени во однос на овој спор и ќе не може да ги почнеме преговорите со Европската унија, бидејќи тоа ќе одзема многу општествена енергија и ќе биде еден вид на катализатор на предизвикување на политички кризи. Општеството ќе биде, особено политичката сцена, ќе биде оптоварена со тоа прашање, ќе има перманентни обвинувања. Македонија, место да го фати патот и курсот на европската интеграција, ние трансформацијски да се менуваме, постојано ќе се перпетуираат тие политички кризи кои апсолутно ќе бидат на штета на сите граѓани без разлика на припадноста. И само накратко, Албанија може да очекува раздвојување на процесот? Па искрено не ми се верува, бидејќи гледам официјални изјави од предци од холандски високи представници, од германски, дека тоа нема да го дозволат, но и кај нив едноставно тоа влие, бидејќи кај нив се фрустрациите, бидејќи сега Албанија е таа која условно кажано е подготвена да ги почне преговорите, а Македонија е таа која треба да ги реши својот спор со Бугарија и поради тоа Албанија не може да ги почне преговорите, кај нив се фрустрациите, како што беше порано кај нас фрустрацијата дека поради ветото на Холандија и Франција Албанија не може да ги почне преговорите, а и нас не ни дадоа поради таа причина. Благодарам за анализата. Се гледаме. Благодарам на поканата.